Кој беше Исус Христос? Кога беше роден и што правеше? Од каде дојде? За да одговориме на овие прашања, мора да одиме во книгата која е наречена Библија. Таа не учи за почетокот на светот. Слика 1. Христос во почетокот. Бог постоеше пред создавањето на просторот и времето. Исус Христос постоеше заедно со Бог. Исус ни објавува каков е Бог. Во Библијата Исус е наречен светлината и животот на овој свет. Тоа е така бидејќи Исус му дава на својот народ вечен живот. Тој му го покажува патот до Бог. Слика 2. Бог создаде се. Во почетокот Исус беше во Бог. Тој создаде се што постои во Вселената. Тој ги создаде сите животни. Ги создаде и сите луѓе на овој свет. Првиот маж и жена кои Бог ги создаде беа Адам и Ева. Во тоа време не постоеа болести ниту смрт во светот. Немаше зло ниту тага. Се беше добро. Слика 3. Ѓаволот ги измамува Адам и Ева. Бог ги постави Адам и Ева во една прекрасна градина. Им даде слобода да јадат од се што е добро, но им забрани да јадат од плодот на едно дрво. Тогаш едно од Божиите созданија се сврте против Бог. Неговото име е Сатана. Еден ден Сатаната дојде кај Адам и Ева, преправен како убава змија. Сатаната им кажа една лага во која тие поверуваа. На сликата можеш да видиш дека Адам и Ева јадат од дрвото од кое Бог им забрани да јадат. Сатаната ги убеди да се свртат против Бог и да му бидат непослушни. Слика 4. Адам и Ева избркани од градината. Од тој момент сите луѓе се одвоија од Бог. Почнаа да ги следат патиштата на Сатаната. Бог мораше да ги избрка Адам и Ева од градината. Тие ја напуштија градината. Тагата и смртта влегоа во овој свет и покрај тоа Бог го сакаше своето создание толку многу што направи план. Испланира да ги спаси сите луѓе од злите патишта на Сатаната и од смртта. Слика 5. Божјото ветување дадено на Авраам. Луѓето почнаа да се намножуваат на земјата, но тие го заборавија Бог, не сакаа да му бидат послушни. Сепак, имаше еден човек кој остана послушен на Бог и го следеше. Тој човек беше Авраам. Можеш да го видиш на сликата. Авраам и неговата жена Сара беа многу стари и немаа деца. Една ноќ Бог му рече на Авраам: погледни кон звездите и изброј ги. Твоите потомци ќе бидат колку што се звездите на небото. Бог вети да ги благослови сите луѓе преку Авраамовите деца и нивните потомци. Авраам му веруваше на Бог и Бог му даде син, иако имаше 100 години. Од Авраамовиот син произлезе еден голем народ кој беше наречен Израел. Слика 6. Захарија и ангелот. Оваа слика ни покажува нешто кое се случило стотици години подоцна. Авраам и неговите синови умреа. Многу години по нивната смрт, Бог испрати ангел гласник од небото во земјата Израел, кој отиде во градот Ерусалим. Во Ерусалим имаше храм, каде луѓето го обожаваа Бог. Таму имаше еден стар свештеник по име Захарија. Додека Захарија се молеше во храмот, ангелот дојде кај него. На сликата, ангелот му вели на Захарија: Захарија, не плаши се. Твојата жена ќе ти роди син и ќе му го дадеш името Јован. Тој ќе биде голем во Божите очи. Ова дете по име Јован порасна и стана голем Божи слуга. Слика 7. Ангелот и се објавува на Марија. Отприлика во тоа време, истиот ангел и се појави на една млада жена во Израел по име Марија. Таа беше девица, бидејќи никогаш не спиела со маж. Ангелот и рече на Марија: Ти ќе родиш син
Светиот Дух ќе дојде на тебе. Затоа светото дете кое ќе го родиш ќе се нарече Божи син. Слика 8. Ангелот и Јосиф. Марија беше свршена за еден човек по име Јосиф, кој исто така беше потомок на Авраам. Но Јосиф дозна дека Марија е бремена и затоа одлучи да не ја земе за жена. Тогаш ангелот му се појави на Јосиф во сон и му рече: не плаши се да ја земеш Марија за жена, затоа што зачнатото во неја е од светиот Божи дух. Таа ќе роди син и ќе му го дадеш името Исус, бидејќи тој ќе го спаси својот народ од нивните гревови. Името Исус значи спасител. Слика 9. Раѓањето на Исус. Јосиф ја зеде Марија за своја жена и ја однесе во градот Витлеем од каде што потекнуваше. Во тоа време имаше многу луѓе во Витлеем. Поради тоа Јосиф и Марија не можеа да најдат место за ноќевање. Мора да отидат во шталата за животни. Додека беа таму, Исус се роди. Слика 10. Овчарите и ангелите. Надвор од Витлеем на пасиштата имаше овчари кои се грижеа за своите стада таа вечер. Одеднаш пред нив се појави мноштво ангели, а еден од нив им рече: не се плашете, јас ви носам радосна вест, која е за сиот народ. Денес ви се роди спасител во градот Витлеем. Слика 11. Овчарите го посетуваат бебето Исус. Овчарите веднаш отидоа во Витлеем и го најдоа бебето кај Марија и Јосиф, како што им рекоа ангелите. Овчарите беа необразовани луѓе, но сепак увидоа дека ова бебе е посебно и затоа му оддадоа слава на Бога. Слика 12. Симеон пророкува за Исус. Марија и Јосиф го зедоа бебето и го однесоа во храмот во Ерусалим, за да го представат пред Бог. Во храмот имаше еден човек по име Симеон. Тој знаеше дека Бог ветил да испрати посебна личност, наречена Христос, кој ќе го спаси Божиот народ. Бидејќи Симеон знаеше за тоа, тој чекаше да се исполни тоа ветување. Кога Симеон го виде бебето, го зеде во своите раце и му рече на Бог: моите очи го видоа твоето спасение. Тој е светлина за сите луѓе и слава на твојот народ Израел. Една стара пророчица по име Ана исто така го виде бебето Исус. Таа му кажуваше на народот дека ова дете се роди за да ги спаси сите луѓе. Симеон и Ана знаеја дека Исус е спасителот кого Бог го вети. Слика 13. Посетата на мудреците. Некои мудри луѓе дојдоа од далечна земја и прашуваа: каде е бебето кое се роди како цар на евреите? Ние ја видовме неговата звезда на исток и дојдовме да му се поклониме. Тие ја следеа звездата која ги водеше во Витлеем и таму го најдоа бебето Исус. Откако го најдоа бебето, му дадоа дарови и му се поклонија. Царот на Израел во тоа време се викаше Ирод. Тој беше љубоморен на посетата на мудреците, затоа сакаше да го убие бебето Исус. Но еден ангел ги предупреди Марија и Јосиф. Тие заедно со бебето заминаа во Египет. Марија и Јосиф останаа таму, додека царот Ирод не умре. Откако Ирод умре, тие се вратија во Израел и живееја во еден град по име Назарет. Слика 14. Детето Исус во храмот. Кога Исус наполни 12 години, Марија и Јосиф повторно го однесоа во храмот Божи во Ерусалим. Таму Исус разговараше со учителите и свештениците. Тие му се воскитуваа, бидејќи тој знаеше многу за Бог. Исус знаеше дека Бог
е неговиот вистински татко. Тој продолжи да живее според Божјата волја и им беше омилен на сите луѓе. Слика 15. Проповедта на Јован Крстителот. Се сеќаваш дека стариот свештеник Захарија имаше син, наречен Јован? Погледај ја сликата 6. Ова дете исто така растеше и стана голем пророк. Јован живееше во пустина. Таму кај него одеа многу луѓе за да го слушнат како поучува. Јован им кажуваше дека Бог ќе прати некој за да ги спаси и ги учеше да се одвратат од нивните зли патишта. А оние кои му поверуваа беа крстени во реката Јордан. Крштавањето покажуваше дека тие сакаат да престанат да одат по нивните зли патишта и да ги следат Божите патишта. Слика 16. Крштевањето на Исус. Јован ги крштеваше луѓето во реката Јордан. Тогаш Исус дојде кај Јован за да се крсти. Исус немаше потреба да се крсти, бидејќи никогаш не сгрешил, но сепак Исус сакаше да се крсти. На сликата можеш да видиш како Јован го крштава Исус. Додека Исус излегуваше од водата, Божиот дух се симна над него во форма на гулаб. Тогаш се слушна глас од небото кој рече: Ова е мојот возљубен син, со кого сум наполно задоволен. Слика 17. Исус е искушуван од ѓаволот во пустината. Откако Исус беше крстен, Божиот дух го одведе во пустината. Таму Исус се подготвуваше за неговата служба. Исус се молеше и не јадеше 40 дена и ноќи. Тогаш ѓаволот дојде за да го искушува. Ѓаволот сакаше да го сопре Исус во намерата да го спаси светот. Тој се обиде да го покори Исус под него. Но Исус ги користеше Божите зборови од Библијата за да го победи и ѓаволот немаше сила над Исус. Слика 18. Свадбената гозба во Кана. После ова, Исус отиде на север во Израел. Тој беше поканет на една свадбена гозба со неговата мајка и неговите пријатели. На свадбената гозба, гостите го испија сето вино и на домаќините им снема вино. Тогаш Исус им рече на служителите: наполнете ги сладовите со вода. На сликата можеш да видиш дека служителите направија како што им кажа Исус. Кога Исус ја претвори водата во многу добро вино, имаше доволно вино за сите гости на свадбата. Ова беше првото чудо што Исус го направи и неговите пријатели видоа дека Исус има зачудувачка моќ. Слика 19. Исус разговара со Никодим. По неговото прво чудо, Исус почна да прави многу чудесни дела и народот слушаше за нив. Исто така и еден човек по име Никодим, и тој слушнал за Исусовите чуда. Никодим беше важен религиозен човек. Една ноќ отиде кај Исус да разговара. Исус го поучуваше Никодим и му велеше: Вистина, вистина ти велам, никој не може да влезе во Божјото царство ако не се роди одново. Мора да се родиш преку вода и дух. Исус сакаше да каже дека мораме да го примиме Светиот Дух од Бог, за да влеземе во Божјото царство. Секој кој верува во Исус ќе има вечен живот во Божјото царство. А оној кој ќе го отфрли Исус нема ниту да види вечен живот. Ова е ветување дадено од Бог за сите луѓе. Слика 20. Исус и Самаријанката. Во една прилика Исус патуваше низ Самарија. Додека патуваше, се измори, па си седна покрај еден бунар. Седејќи таму, една Самаријанка дојде за да наполни вода од бунарот.
Исус ја замоли: "Дај ми да се напијам од водата." Исус знаеше дека оваа жена е прелюбница и живее со маж кој не е сопруг. Жената беше изненадена бидејќи Исус побара вода од незе. Тогаш Исус и рече: "Кога би знаела кој сум јас, ти би побарала вода од мене и јас би ти дал животворна вода." Исус и кажуваше за водата на животот која ги спасуваше луѓето од нивните гревови. Откако Исус и го кажа тоа, таа отрча во градот и повика други луѓе за да го слушнат Исус. Тој ден многу самарјани поверуваа во Исус. Слика 21. Исус и царскиот службеник. После ова, Исус се врати во местото каде што живееше. Таму еден благородник од соседниот град дојде кај него. Синот на овој човек беше болен, па затоа тој дојде кај Исус, за да бара помош. Тој го молеше Исус да појди во неговиот дом и да му го исцели синот. Исус не отиде со овој човек во неговиот дом. Исус му рече: "Оди си дома, твојот син е жив." Синот на овој човек оздраве во моментот кога Исус го рече тоа. Кога Исус ќе рече нешто, можеш да му веруваш бидејќи тој ќе го направи тоа. Луѓето дознаа дека Исус има власт над сите болести. Слика 22. Исус ги повикува своите први ученици. Еден ден Исус забележа 4 рибари покрај езерото во Галилеја. Нивните имиња беа Петар, Андреј, Јаков и Јован. Тогаш Исус им рече: "Дојдете, следете ме и бидете мои ученици." После ова, многу луѓе се собраа покрај езерото. Затоа Исус им рече на рибарите да го поттурнат чамецот во водата. И од чамецот го поучуваше народот за Божјото царство. Слика 23. Уловот на многу риби. Откако Исус заврши со поучувањето на народот, му рече на Петар: "Земи ја мрежата и оди во подлабокото да ловиш риби." Петар му одговори: "Господаре, ловевме цела ноќ и ништо не уловивме. Но бидејќи ти така велиш, ќе појдам." Тие ги пуштија мрежите и фатија многу риби. Толку многу што мораа да ги викнат Јаков и Јован за да им помогнат. Уловија толку риби што за малку ќе им потонеа и корабите. Сите се чудеа. Откако се вратија на брегот, рибарите ги оставија своите мрежи и своите семејства и почнаа да го следат Исус. Слика 24. Исус изгонува лош дух. Во градот Капернаум во Галилеја, Исус поучуваше во една синагога. Луѓето кои го слушаа се воскитува бидејќи Исус ги поучуваше со авторитет. Еден човек со нечист дух најнаш извика: "Знам кој си ти, ти си Божи светец." Исус му заповеда на тој нечист дух да го напушти човекот, и духот беше присилен да го послуша Исус, па затоа го напушти човекот. Народот виде дека Исус има власт над злите духови. Слика 25. Исус ја исцелува бабата на Петар. После оваа случка, Исус отиде во куќата на Петар заедно со неговите ученици. Во неговиот дом лежеше бабата на Петар, која беше болна и имаше треска. Исус само ја допре и таа веднаш оздраве. А народот носеше многу болни кај Исус, тој ги допираше и ги исцелуваше и ослободуваше од демони. Слика 26. Исус допира лепрозен човек.
Исус патуваше низ Галилеја и поучуваше за Бог. Таму многу луѓе почнаа да го следат Исус. А еден човек, кој беше лепрозен, дојде кај Исус и го молеше да биде исцелен. Исус ја протегна раката и го допре лепрозниот. Човекот во истиот момент оздраве и кожата му се исчисти. По оваа случка, многу народ се собра кај Исус и затоа Исус не можеше да се движи во градовите, но се повлекуваше на тивки места. Слика 27. Исус го исцелува парализираниот човек. Исус се врати во градот Капернаум и влезе во една куќа. Во тоа време 4 мажи донесоа еден парализиран на носилка. Но не можеа да го принесат пред Исус, бидејќи имаше голема гужва. Затоа, тие смислија план. Можеш да видиш на сликата кој беше нивниот план. Тие направија дупка во покривот на куќата и го спуштија парализираниот точно пред Исус. Исус му рече на фатениот: Синко, ти се простуваат гревовите. Потоа му заповеда: Стани, земи си ја носилката и оди си. Парализираниот оздраве. Народот се воскитуваше, но религиозните водачи рекоа: Кој може да простува гревови освен Бог? Народот виде дека Исус има власт да простува гревови. Слика 28. Исус го повикува Матеј да го следи. На оваа слика можеш да го видиш Исус покрај море. Таму Исус го виде Матеј, наречен Леви, кој работеше како даночник. Матеј не беше омилен кај народот, затоа што обично даночниците знаеа да го мамат народот. Но Исус му рече на Матеј: Следи ме. Матеј веднаш стана и тргна да го следи Исус. Луѓето видоа дека Исус сака дури и лошите луѓе да го следат него. Слика 29. Исус на вечера кај Матеј. Матеј направи голема гозба за Исус. Ги покани сите негови пријатели. Многу од нив беа нечесни даночници и зли луѓе. Фарисеите кога го видоа тоа, прашаа: Зошто Исус јаде со даночници и со грешници? На тоа Исус одговори: На здрави луѓе не им е потребен доктор, туку на болните. Јас не дојдов да ги повикувам праведните при Бог, туку грешните. Слика 30. Исус исцелува човек кај бањата. Кога Исус отиде во градот Ерусалим, таму забележа еден човек кој беше фатен цели 38 години. Тој седеше покрај една бања, надевајќи се дека водата ќе го исцели, но никогаш не можеше да влезе во водата навреме. Исус му рече на човекот: Стани, крени ја својата постела и оди си. Во тој момент човекот оздраве. Исус го направи ова чудо во еден посебен ден во неделата, кој се нарекуваше Ден на одморот. Поради тоа, религиозните водачи пак се разгневија на Исус. Учениците берат класие во денот на одморот. На оваа слика можеш да видиш како Исус и некои од неговите ученици одат по полињата во денот на одморот. Учениците почнаа да кинат класие и да го јадат. Кога фарисеите видоа што прават учениците, почнаа да ги обвинуваат за прекршување на Божјата заповед за денот на одморот. Но Исус им рече: Денот на одморот е создаден за човекот. Бог го даде седмиот ден
за да се помага на луѓето. Тоа не е ден кој треба да биде товар. Луѓето слушна дека Исус е Господар на денот на одморот. Слика 32. Исус исцелува човек со исушена рака. Оваа слика ни покажува нешто друго што Исус направил во денот на одморот. Еден човек со исушена рака беше присутен во молитвениот дом. Фарисеите повторно го наблюдуваа Исус, за да видат дали Исус ќе го исцели човекот во тој ден. И потоа да го обвинат дека Исус ги прекршува Божите заповеди. Тогаш Исус му рече на човекот: протегни ја раката. И луѓето видоа дека раката на човекот е исцелена. Тогаш злобните водачи излегоа надвор и коваа планови за да го убијат Исус. Слика 33. Исус го поучува народот. Во Галилеја Исус помина цела ноќ молејќи се на Бог. Потоа избра 12 мажи за да бидат со него и да му помагаат. Луѓето доаѓаа од сите краишта на земјата за да го видат Исус. Тој седна на едно место со неговите ученици и почна да ги поучува многу работи за вистинските Божи патишта. Во следните слики ќе видиш некои од работите кои Исус ги поучуваше. Слика 34. Поука за светло во мрак. Кога некој ќе дојде кај Исус, Бог го менува тој човек. Таквиот човек знае како да живее праведно. Размисли за ова. Никој не ја става свеќата под буре, но ја става на високо, за да им свети на сите. Исус им рече на своите ученици: вие сте светлина на овој свет. Дозволете вашата светлина да свети каде што секој ќе ја види. Нека ги видат вашите добри дела, но не очекувајте вас да ве прославуваат, затоа што тие треба да го слават Бог, вашиот Татко Небесен. Слика 35. Поука за одмаздувањето. Еве уште нешто кое Исус го поучуваше народот. Тој рече: не противете се на злобната личност, но ако некој те удри по десниот образ, дозволи му да те удри и по левиот. Љуби го твојот непријател. Благословувај ги оние кои те мразат. Бог знае кога луѓето ни прават зло. Затоа тој ќе им суди на злобните луѓе. Бог може да им суди и во овој живот, или да им суди откако ќе умрат. Ние не треба да се одмаздуваме на злобните луѓе, затоа што Бог сака да ги љубиме сите луѓе. Исто така Исус рече: прави им го на другите, она што сакаш тие тебе да ти прават. Слика 36. Поука за молитвата. Некои луѓе се горделиви. Таквите сакаат да се покажуваат пред другите кога се молат. Исус таквите ги осудува. Тој вели: кога се молиш, моли се скришно на твојот небесен Татко, кој гледа се и ќе те награди јавно. Исто така Исус вели: ако вие им простите на луѓето за нивните грешки, и јас ќе ви ги простам вашите гревови. Слика 37. Две патеки во животот. Исус им вели на луѓето дека постојат две патеки во животот. Една е широка и многумина одат по таа патека, бидејќи е лесно да се оди по неја, но таа води во вечна пропаст. Другата патека е тесна и тешко е да се оди по неја. Малкумина одат по тесната патека, но таа патека води во вечен живот. Ова е Божјата патека која Исус ни ја покажа. На која патека си ти? Куќа
изградена на карпа. Учењето на Исус е силен темел за нашите животи. Некои луѓе го слушаат учењето на Исус и го извршуваат. Тие се како мудар човек кој си изградил куќа на карпа. Кога дојде поплава, куќата стоеше цврсто. Но има луѓе кои го слушаат учењето на Исус, но не го извршуваат. Тие се како неразумен човек кој си изградил куќа на песок. Кога дојде поплавата, куќата му се сруши, бидејќи немаше темел. Погледни на сликата. Која куќа е како твојот живот? Слика 39. Исус го воскреснува синот на вдовицата. Еден ден, кога Исус и неговите ученици одеа по патот за Наин, тие сретнаа погребна поврка. Го носеа мртвиот син на една вдовица. Исус ја разбра тагата на вдовицата, па затоа му рече на мртвото момче: Момче, стани! Момчето веднаш оживе, се исправи и седна. Луѓето видоа дека Исус има власт и над смртта. Слика 40. Јован Крстителот во затвор. Дали се сеќаваш на Јован Крстителот, кој проповедаше за доаѓањето на Исус? Тој убеди многу луѓе да го следат Исус. Но злобниот цар на таа земја го фрли Јован во затвор. Од затворот Јован повика двајца негови пријатели и ги испрати при Исус, да го прашаат: Дали си ти од Бога дојдениот, или да бараме друг? Исус им одговори: Вие ги видовте чудата кои ги правам. Одете и кажете му на Јован за чудата. Тогаш ќе биде сигурен кој сум јас. Господ Исус вели: Колку се блажени и среќни оние кои не се сомневаат во мене. Царот го погуби Јован, но Јован заврши многу важна работа за Бог. Неговата награда на небото е многу голема. Слика 41. Жена ги мие стапалата на Исус. Еден ден, еден религиозен водач го покани Исус да јаде кај него. Таму дојде една жена која беше проститутка. Му пристапи на Исус и почна со солзи да му ги мие стапалата. Потоа зеде мирис и ги помаза Исусовите стапала. Исус и рече: Простени ти се твоите гревови. Таа покажа голема љубов и почит према Исус. А религиозните водачи не можеа да веруваат на тоа што се случи. Тие го мразеа Исус, па дури и го обвинија дека е на страната на ѓаволот. Слика 42. Споредбата за сејачот. Во една прилика Исус покрај Галилејското езеро го поучуваше народот за еден земјоделец. Тој земјоделец отиде да сее на својата нива. И додека сееше, некои зрна паднаа на патот, па дојдоа птици и ги изедоа. Некои зрна паднаа на каменита почва. Тие зрна почнаа да растат, но кога сонцето беше најсилно, зрната се исушија, бидејќи немаа длабок корен. Други зрна паднаа во трње. Трњето порасна и го задуши семето, поради тоа семето не можеше да порасне. Но друго семе падна на добра земја. Тоа семе порасна и донесе многу плод. Слика 43. Споредбата за семето. Приказната за семето има скриено значење. Семето го представува Божиот збор. Нивата ги представува луѓето. Почвата е како луѓето кои го слушаат Божиот збор, а птиците се ѓаволот. Има луѓе кои го слушаат Божиот збор, но ѓаволот го краде од нив, па затоа тие не веруваат. Некои луѓе го слушаат Божиот збор и мислат дека е добар, но кога животот ќе стане тежок,
тие го обвинуваат Бог и одат по својот пат. Некои луѓе го слушаат Божиот збор, но богатството и грижите на овој свет го задушуваат Божиот збор. И затоа и тие не го почитуваат Бог. Како и да е, има и луѓе кои го слушаат Божиот збор и го исполнуваат. Тие го задоволуваат Бог во овој живот и добиваат вечен живот. Слика 44. Споредбата за житото и каколот. Исус кажа многу споредби со скриено значење. Тие се наречени параболи. Исус кажа една споредба за човек кој посеал добро жито на својата нива, но неговиот непријател дошол во ноќта и посеал какол меѓу житото. Оваа приказна ни зборува за сатаната кој е непријателот. Тој ги ставил своите зли деца меѓу Божите деца во светот. И сега, тие заедно растат, додека Исус не дојде. А кога Исус ќе дојде, Божите деца ќе бидат одделени од злобните. Сите кои прават зло ќе бидат како каколот, кој ќе биде фрлен во оган. А Божите деца, кои се како доброто семе, Бог ќе ги земе за да бидат со него за секогаш. Слика 45. Споредбата за скриеното богатство. Оваа слика ни кажува за една друга споредба која Исус ја кажал. Еден човек нашол скриено богатство во една нива. Откако го скрил добро богатството, човекот отишол и продал се за да ја купи таа нива заедно со богатството во нејзе. Исус рече дека Божјото царство е како тоа богатство кое вреди повеќе од се што имаме во овој живот. Слика 46. Исус ја смирува бурата. На оваа слика можеш да видиш дека Исус завршил со поучувањето, па им рече на учениците да го однесат преку езерото во нивниот чамец. Тогаш се крена голема бура и водата почна да навлегува во чамецот. Учениците се преплашија и помислија дека ќе умрат. Но Исус му заповеда на ветрот: "Замолкни, смири се!" И веднаш ветрот престана, а брановите се смирија. Кога учениците го видоа тоа, рекоа: "Кој е овој? Дури и ветровите и морето го слушаат." Исус им покажуваше дека тој е Господар на ветровите, морето и целата природа. Слика 47. Исус ослободува човек со многу демони. Откако ветрот и морето се смирија, Исус и неговите ученици стигнаа на другата страна од езерото. Таму ги пресретна еден човек кој беше исполнет со многу демони. Тој беше многу див и никој не можеше да го врзе. Тој човек падна на своите колена пред Исус. Кога Исус им нареди на демоните да излезат од човекот, тие излегоа. И потоа влегоа во едно стадо свињи. А свињите се стрчаа кон морето и се удавија. Тогаш ослободениот човек кој претходно имаше демони, отиде и им кажа на многу луѓе за големото дело кој Исус го направи за него. Сите слушаа дека злите духови мора да го почитуваат Исус. Слика 48. Исцелувањето на една жена меѓу народот. Исус се врати во Капернаум. Таму, додека одеше, многу луѓе го притиска, бидејќи беше гужва. Во таа гужва имаше една сиромашна жена, која боледуваше од крвотечение веќе 12 години. Оваа жена си помисли: "Само ако се допрам до неговата облека, ќе се исцелам." И откако го допре,
во истиот момент и се исцели. Жената не знаеше дека Исус веќе знаеше што и се случи. Но Исус се сврте и рече: Твојата вера те исцели. Оди си во мир. Заради нејзината вера, Исус ја исцели. Слика 49. Исус оживува мртво девојче. Еден од водачите во синагогата му пристапи на Исус и му рече: Мојата мала ќерка умира. Те молам, дојди и исцели ја. Исус отиде во куќата на водачот, но девојчето веќе беше мртво. Исус ги избрка сите од собата. Ја зеде раката на девојчето, па рече: Мало девојче, стани. Во истиот момент, девојчето оживе, стана и почна да оди, а родителите ѝ дадоа да јаде. Тогаш тоа семејство разбра дека Исус е Господар над смртта. Слика 50. Исус ги испраќа 12 апостоли. Еден ден Исус повика своите 12 ученици и им даде власт да изгонуваат демони и да ги исцелуваат болните. Потоа ги испрати по градовите да проповедаат за Божјото царство со следниве зборови: Не земајте ништо за попат, и ако одите во некоја куќа, останете таму додека да заминете. Исус ги предупреди дека ќе бидат отфрлени од некои луѓе. Тие луѓе го одбиваат Бог исто така. Така 12 ученици одеа од село во село, од град во град, разгласувајќи ја радосната вест и исцелувајќи болни луѓе насекаде. Слика 51. Исус нахранува 5000 луѓе. Откако учениците се врати од патувањето, беа изморени, па затоа Исус ги однесе на тивко место за да се одморат. Сепак повеќе од 5000 луѓе го следеа Исус и неговите ученици. Исус ги поучуваше тие луѓе цел ден, а на крајот на денот сите беа гладни. Исус им каже на своите ученици: Дајте им да јадат. Учениците имаа само 5 лебови и 2 риби. Исус ги зеде лебовите и рибите, му се заблагодари на Бог за нив. Потоа ги благослови и ги раздаде на народот. Народот се нахрани од таа храна. Сите јадеа и беа задоволни, а откако завршија, останаа 12 кошници полни со храна. Слика 52. Исус оди по вода. После овој настан, Исус го распушти народот за да си ода дома, а тој отиде на една планина за да се моли. Неговите ученици влегоа во чамец и пловија по езерото. Доцна навечер, чамецот стигна среде езерото. Учениците се мачеа да се движат спротивно на ветерот. Во тој момент учениците го здогледаа Исус, како оди по вода. Се исплашија, оти помислија дека е дух, но Исус им рече: Не плашете се, јас сум. Откако влезе Исус во чамецот, веднаш се најдоа на другата страна на езерото. Сите беа восхитени. Слика 53. Лебот на животот. Следниот ден народот го бараше Исус. Дури некои од нив сакаа да го постават за цар. Кога народот стигна на другата страна на езерото, таму го најдоа Исус. Тогаш Исус им рече: Јас сум лебот на животот. Кој доаѓа кај мене, никогаш нема да огладне. И оној кој верува во мене, никогаш нема да ожедне. Јас сум живиот леб, кој дојде од небото. Ако некој јаде од овој леб, ќе живее вечно. Исус дојде од Бог, за да ни даде духовна храна и пијалок. Ако ние веруваме во Него,
ќе добиеме вечен живот. Многумина не можеа да го разберат ова. Некои од нив се налутија и престанаа да го следат Исус. Слика 54. Верата на една туѓинка. Исус отиде на друго место. Таму една жена дојде кај него. Исус беше евреин, но жената дојде од друга земја. Таа жена имаше мало девојче обседнато со лош дух, па затоа го молеше Исус да го истера духот од неа. Исус и рече: демонот ја напушти твојата ќерка. Веднаш потоа демонот го напушти девојчето. Тогаш учениците научија дека Исус дојде за да ги ослободи не само евреите од силата на ѓаволот, туку и сите други народи. Слика 55. Исцелување на глувонем човек. Исус отиде на друго место. Луѓето донесоа нем и глув човек при Исус. На сликата можете да видите како Исус ги допре ушите и устата на човекот. Во истиот момент глувонемиот почна да зборува и слуша. Кога луѓето слушнаа за ова чудо, се повеќе луѓе доаѓаа да го видат Исус. Тој ги лечеше болните и нахрани големо мноштво на луѓе. Имаше околу 4000 луѓе, а Исус имаше само 7 лебови. Луѓето се восхитуваа од чудата Исусови. Слика 56. Исус исцелува слеп човек. Во Галилеја постоеше град Вицаида. Кога Исус пристигна таму, му донесоа слеп човек. Го однесе слепиот надвор од градот. Кога ги допре неговите очи, слепиот почна да гледа помалку. Слепиот му рече: можам да ги гледам луѓето, но ми изгледаат како дрва. Исус го допре повторно слепиот и тој гледаше јасно. Слика 57. Петровата исповед кој е Исус. Дали Исус навистина дојде од Бога? Дали Бог го испрати во светот? Дури и на Христовите ученици им беше тешко да го веруваат тоа. Некои мислеа дека Исус беше само голем пророк. Во една прилика, Исус ги праша своите ученици: што мислите вие? Кој сум јас? Во истиот момент, Бог му ја објави вистината за Исус на Петар. Тој свати јасно и рече: ти си Христос, Божиот помазаник. Ти си синот на живиот Бог. Петар ја кажа вистината за Исус, но Исус им забрани на учениците да им кажуваат на другите кој е тој. Слика 58. Преобразбата на Исус Христос. Во она време Исус им објави на своите ученици дека тој мора да пострада и умре. Тие не можеа да разберат и да веруваат во тоа. Исус зеде тројца од нив со него на планински врв. Се качија на врвот и одненадеж тој се преобрази пред нивните очи. Им се објави во голема слава. Двајца Божји пророци, Мојсей и Илија, кои живеа многу години пред Исус да се роди, се појавија покрај Исус. Тие разговараа со Исус за страдањата и смртта кои му се приближуваа. Потоа, двајцата пророци исчезнаа. Тројцата ученици кои го видоа тоа, поверуваа во Исус и во се што тој им објави претходно. Слика 59. Исус ослободува младич од демон. На оваа слика можете да видите човек кој го доведе својот син кај некој од Христовите ученици. Во младичот престојуваше демон, кој предизвикуваше лудило кај младичот. Учениците пробува да го избркаат демонот надвор од младичот, но демонот не ги слушаше.
Тогаш Исус се симна од планината. Единствено Исус имаше власт да го избрка демонот надвор од младичот. Исус ги поучи учениците. Овој демонски род може да излезе од луѓето само преку усрна молитва и пост. Слика 60. Петар плаќа данок во храмот. Во Капернаум имаше собирачи на данок во Божиот храм. Тие го прашаа Петар: дали вашиот учител плаќа данок за храмот? Исус беше Божи син. Тој немаше потреба да плаќа данок за храмот кој му припаѓаше на неговиот татко Бог. Но Исус сепак плати данок за храмот. Го направи тоа на чуден начин. Му рече на Петар да појде и да улови риба. Во устата на рибата Петар пронајде пари за плаќање на данок во храмот за себе и за Исус. Слика 61. Кој е најголем во Божјото царство? Луѓето секогаш сакаат да бидат важни. Во една прилика учениците го праша Исус: кој е најголем во Божјото царство? Исус повика мало дете при него и им кажа на учениците дека мора да бидат како мало дете. Им треба понизност. Не треба да мислат дека се подобри од другите. Неопходно е да имаат доверба во Бог и да го извршуваат она кое Бог го бара. Таквите луѓе се најголеми во Божјото царство. Слика 62. Споредба за изгубената овца. Во Израел има многу пастири кои се грижат за стада овци. Секој овчар се грижи за своето стадо. Ако се изгуби една овца, овчарот го остава стадото, оди и ја бара изгубената. Ако ја пронајде, овчарот е многу среќен. На истиот начин, Бог не сака да изгуби ниедно од своите деца. Ако веруваме во Бог, ние сме негови деца. Бог има исклучителна љубов за секој човек. Ако едно од неговите деца се изгуби, Бог оди во потрага се додека не го најде. Слика 63. Споредба за слугата кој не простуваше. Една од споредбите кои Исус ги кажа беше за еден сиромашен слуга. Му должеше на својот господар многу пари, но немаше да ги врати. Сепак, господарот се сожали и му го прости долгот. Целиот долг му беше избришан. Истиот слуга излезе од кај господарот и сретна свој пријател. Неговиот пријател му должеше мал износ на пари. Сиромашниот слуга го зграби пријателот, викајќи му: врати ми го долгот! Но пријателот немаше пари. Што мислиш дека стори сиромашниот слуга? Дали му прости на пријателот? Не, слугата го стави пријателот во затвор. Покасно, господарот слушна за сето тоа. Се разгневи на сиромашниот слуга бидејќи не се сожали на својот пријател. Тогаш, господарот го фрли слугата во затвор. Бог ни има простено за сите наши гревови. Очекува да им простуваме на оние кои ни грешат. Слика 64. Жената фатена во прељуба. На оваа слика Исус се наоѓа во храмот во Ерусалим. Религиозна група, наречена фарисеи, донесоа жена при Исус. Му рекоа: учителе, женава беше фатена како врши прељуба. Што ќе кажеш ти? Како да постапиме со неја? Тие сакаа да ја каменуваат до смрт, а Исус ги праша:
Има ли некој тука кој нема сгрешено? Тој човек нека го фрли првиот камен на жената. Еден по еден, луѓето заедно со фарисеите го напуштија храмот. Сите знаеа дека се грешни. Тогаш Исус и се обрати на жената. Оди си, прекини да живееш во грев. И фарисеите беа грешни, но го мразеа Исус, бидејќи ја обелодени вистината за нивните гревови. Слика 65. Исус исцелува слепороден човек. Излегувајќи од храмот, Исус здогледа човек кој беше роден слеп. Учениците мислеа дека слепилото беше казна за негови гревови. Исус не се служи со нив. Им објави: човеков не е слеп, ниту поради своји, ниту поради гревови на своите родители. Неговото слепило е допуштено за мнозина да ја видат Божјата исцелителна мој. Исус го исцели и тој гледаше јасно. Сите присутни ја видоа Божјата сила присутна во Исус. Слепиот им кажуваше на сите како Исус го исцели. А фарисеите стануваа се побесни на Исус. Слика 66. Споредба за добриот пастир. Исус кажа споредба опишувајќи ги фарисеите. Кажа дека тие се однесуваат како овчари наемници. Наемникот се грижи за својата плата, но не се грижи за овците. Фарисеите ниту се грижија за Божите луѓе, ниту сака да веруваат во Исус. Исус им рече: Јас сум добриот пастир. Јас ќе го дадам својот живот за да ги спасам своите овци. Тој исто така објави дека тој е како вратата на трлото. Можеш да го видиш тоа на сликата. Овците се безбедни, додека овчарот стражари пред вратата. Исус ги заштитува своите луѓе за никој да не им се приближи и да им наштети. Слика 67. Споредба за добриот самарјанин. Еве уште една споредба кажана од Исус. Некој човек чекорел сам по патот. Разбойници го нападнаа и го оставија скоро мртов на патот. Двајца религиозни верници поминаа по патот. Го видоа повредениот, но не му помогнаа. Потоа, странец помина по истиот пат. Му беше многу жал за ранетиот. Застана и му помогна. Му ги исчисти и преврза раните и го однесе на безбедно место. Двајцата религиозни верници не искажаа Божја љубов. Религијата или сувопарната вера нема да ни даде вечен живот. Исус кажа дека мора да го љубиме Бога и да му бидеме послушни. Ако живееме така, ние ќе сакаме да ја поделиме Божјата љубов со секој човек кој е во потреба. Слика 68. Исус во домот на Марија и Марта. Исус пристигна во домот на две сестри. Нивните имиња се Марија и Марта. Тој беше нивни семеен пријател. Додека Исус поучуваше, Марија седеше при Исусовите нозе. Сакаше да слушне се што тој ќе каже. Марта му се поплака на Исус. Сестра ми ме остави сама да работам се. Кажи и да ми помогне. Исус си одговори: Марта, Марија го одбра по добриот дел, она кое нема да и биде одземено никогаш. Да се познава лично Исус и неговото учење е подобро од сета грижа за животот. Слика 69. Споредба за ноќната посета на пријателот.
Оваа слика ни објавува важна Христова поука. Исус ги поучи своите ученици да му се молат на Бога постојано. Им кажа споредба. Еден човек почука на вратата на својот пријател касно во ноќта. Извикуваше: "Пријателе, позајми ми леп. Пријател ми дојде на гости и немам што да го послужам." Домаќинот му одговори: "Не ме вознемирувај, сите сме легнати и спиеме." Но неговиот пријател продолжи да тропа на вратата. Конечно домаќинот стана и му даде леп. Исус не поучува дека ако нашите пријатели ни помагаат кога имаме потреба, тогаш Бог сигурно ќе им одговори на своите деца ако му се молат упорно. Бог ќе ни го даде и Светиот Дух ако го бараме. Слика 70. Споредба за глупавиот богаташ. Исус ги опомена луѓето да не бидат лакоми. Кажа споредба за еден богат човек. Богатиот поседуваше голем имот и произведуваше многу материјални добра за продажба. Затоа изгради многу амбари да ја складира бербата. Си рече себе си: "Имам толку многу богатство, за да не се грижам до крајот на животот." Но ненадејно умре. Сето богатство и сиот труд не можеа да му помогнат. Исус вели: "Вака поминува секој кој се грижи да се збогати. Неопходно е да собираме богатство на небо, а не тука на земјата." Слика 71. Слугите кои се подготвени за враќањето на нивниот Господар. Исус им објави на своите ученици дека ќе умре. Но им објави дека по смртта ќе воскресне и ќе се вознесе на небо. Потоа ќе се врати и сите кои се подготвени за средба со него ќе бидат наградени. Исус кажа: "Постапувајте како слуга кој го чека својот Господар да се врати од свадба. Бидете подготвени како слуги кои не се мрзливи, бидејќи јас ќе се вратам кога не ме очекувате." Кога Исус ќе се врати, дали ќе бидеш подготвен за средба со него? Слика 72. Исус исцелува подгрбавена жена. Фарисеите продолжуваат да му се противат на Исус. Во синагогата имаше подгрбавена жена, можеш да ја видиш на сликата. Беше подгрбавена 18 години. Исус ја исцели. Можеше да се исправи после 18 години. Од срце го славеше Бога. Луѓето беа задоволни и радосни. Ама одговорниот во синагогата беше бесен на Исус, оти ја исцели жената во денот на одморот. Библијата вели дека не смееме да работиме во денот одреден за одмор од Бог. Но Исус изврши Божјо дело исцелувајќи ја жената. Слика 73. Споредбата за големата гозба. Исус ја кажа следнава споредба. Почитуван човек подготви гозба. Повика многу ценети личности, но сите тие најдоа изговори за да не дојдат. Господарот им нареди на своите слуги: "Излезете на улиците и доведете ги сиромашните и сакатите на мојата гозба." Исус сакаше да им објасни на луѓето дека фарисеите беа како ценетите гости. Тие беа важни религиозни водачи, но одбиваа да дојдат при Бога преку верата во Исус Христос. За такви луѓе нема место на небо. Слика 74. Споредба за изгубената пара. Фарисеите беа лути оти Исус поминуваше многу време со сиромашните и грешниците. Затоа Исус
кажа друга споредба. Некоја жена имала 10 сребреници и изгубила еден. Ја запалила светилката и ја пребарала целата куќа. Кога го нашла сребреникот, жената била многу среќна. Ги повикала своите пријатели да дојдат и да ја споделат нејзината радост. Како заклучок, Исус рекол: на небото има голема радост кога грешник ќе се покае и спаси. Секој поединец му е еднакво важен на Бог. Бог сака секој човек да се покае за својот грев и да дојде при него. Слика 75. Споредба за изгубениот син. Исус кажа и друга споредба, која говори за син кој го напушти своето семејство. Синот појде кај таткото и му кажа: дај ми го мојот дел од имотот. Таткото имаше 2 сина, па му даде половина од имотот. Синот замина и отиде да живее во далечна земја. Таму ги потроши сите пари, живеејќи расипнички и во грев. Слика 76. Изгубениот син меѓу свињите. Ги потроши сите пари и немаше ништо да јаде. Се најми како свињар. Му даваа малку храна и беше изгладнет. Почна да размислува за својот живот. Си рече себе си: слугите на мојот татко имаат подобра храна од мене. Ќе отидам кај татко ми и ќе му речам: татко, ти сгрешив. Не заслужувам да бидам твој син. Прими ме како слуга. Така, синот одлучи да се врати во домот на својот татко. Слика 77. Изгубениот син се враќа дома. Таткото го сакаше многу својот син. Се надеваше дека еден ден син му ќе се врати дома. Кога го здогледа синот да се враќа дома, се сожали над синот. Истрча да го сретне. Му искажа добре дојде со голема радост. Го прими назад како собствен син. Сите ние сме како овој син. Сите се оддалечивме од нашиот небесен татко. Но Бог е како овој татко. Го сака и му простува на секој кој ќе го признае својот грев и кој ќе се врати кај Бог. Слика 78. Богатиот и сиромавиот. Фарисеите го мразеа Исус, ама ги сакаа парите. Не им помагаа на сиромашните. Затоа Исус им ја кажа оваа споредба. Постоеше еден богат човек кој живееше раскошен живот. При портите од неговата куќа седеше сиромашен питач. Беше болен и гладен, но богатиот не сакаше да му помогне. По некое време сиромавиот умре и ангелите го одведоа на небо. Таа му најде утеха и задоволство. И богатиот умре, ама отиде на место каде ужасно страдаше. Додека страдаше, го гледаше местото на утеха и задоволство, но не постоеше начин да отиде таму. Споредбава ни објавува дека единствениот начин да појдеме на местото на утеха и задоволство е ако го следиме Исус со нашите животи. Не чекај да умреш, па да почнеш да го бараш Бог. Тогаш ќе биде прекасно. Слика 79. Исус го воскреснува Лазар од мртвите. Оваа слика опишува чудесен настан кој вистински се случил. Се сеќаваш ли на Исусовите пријателки Марија и Марта? Тие имаа брат по име Лазар. Лазар се разболе, а пред Исус да стигне кај него, тој веќе умре. Семејството го погреба неговото тело во пештера. Ставија огромен камен на влезот. По 4 дена Исус пристигна кај нив. Марија и Марта
му рекоа на Исус: Учителе, ако беше ти овде, брат ни немаше да умре. Исус им кажа дека треба да веруваат во него сега. Заедно отидоа до гробот. Исус им заповеда на луѓето: Тргнете го каменот. Потоа со висток глас извика: Лазаре, излези надвор. Лазар излезе од гробот. Исус го поврати од мртвите. Луѓето се чудеа и многумина поверуваа во Исус, а фарисеите го мразеа уште посилно. Донесоа дури и одлука да го убијат. Слика 80. Исус исцелува 10 лепрозни луѓе. По тој чудесен настан, Исус тргна за Ерусалим за последен пат. 10 го сретна на патот. Имаа болест, наречена лепра, и не се ни приближија до Исус. Стоејќи на растојание, извикуваа: Исусе, Господаре, смилувај ни се! Исус ги исцели и ги прати по своите домови. Еден од нив се врати да се заблагодари. На Исус му беше жал од и останатите 9 не се вратија да се заблагодарат. Човекот кој се врати да се заблагодари беше странец. Падна ничкум при Исусовите нозе и го славеше Бога. Исус му рече: Стани и оди си. Твојата вера ти помогна да оздравиш. Слика 81. Споредба за упорната вдовица. Исус сака луѓето да бидат упорни во молитвите, па ја кажа споредбава. На еден неправеден и себечен судија не му беше гајле за никого. Една вдовица дојде кај него и му рече: Заштити ме праведно од мојот непријател. Но судијата не сакаше да ја помогне. Вдовицата продолжи да доаѓа кај судијата секојдневно. На крајот судијата рече: Бидејќи оваа жена толку ми досадува, ќе го решам нејзиниот случај. Бог не е како овој неправеден и себечен судија. Тој сака да ги слушне нашите молитви и да ни помогне. Праведно ќе им помогне на своите деца кои страдаат. Ако еден неправеден судија може да пресуди праведно, тогаш ние може да бидеме сигурни дека Бог ќе се грижи за нас. Продолжи да се молиш и Бог ќе ти помогне. Слика 82. Фарисеите и даночниците. Некои Исусови слушатели беа многу горделиви. Мислеа дека се подобри од другите. Затоа Исус им кажа споредба за 20 луѓе. Едниот беше длабоко религиозен и мислеше дека е подобар од другите. Влезе во храмот да се моли и во молитвата му кажуваше на Бога колку е добар. Бог не беше задоволен неговата молитва. Друг човек се молеше во позадината на храмот: Боже, смилувај ми се, голем грешник сум. Бог беше задоволен со овој човек. Исус вели: Секој кој мисли возвишено за себе ќе биде понижен, а секој кој ќе се понизи пред Бог ќе биде воздигнат. Слика 83. Исус ги благословува децата. Луѓето носеа мали деца кај Исус. Сакаа да ги допре и благослови. Учениците не мислеа дека децата се важни, па им велеа да си одат. Но Исус им рече: Пуштете ги децата да доаѓаат кај мене. Не ги враќајте. Божјото царство им припаѓа на луѓето кои се како децата. Луѓето кои сакаат да го следат Исус мора да веруваат во Него. Мора да имаат доверба во Исус како што децата имаат доверба во родителите. Тоа
е единствениот начин да се влезе во Божјото царство. Слика 84. Исус и богатиот младич. Еден богат младич дојде при Исус и го праша: "Што треба да сторам за да добијам вечен живот?" Богатиот младич беше добар човек и се трудеше да ги исполнува Божите заповеди. Исус му кажа: "Нешто ти недостасува. Продај се што имаш, раздели го на сиромасите и ќе имаш вечен живот. Потоа дојди и следи ме." Младичот се замина натажен. Не сакаше да се откаже од своето богатство. Немаше доверба дека ќе добие вечен живот преку Исус. И Исус беше нажален, оти го сакаше тој младич. Слика 85. Споредба за работниците во лозјето. Дали си пробал да го следиш Исус? Каква награда можеш да очекуваш од него? Исус ја кажа споредбава. Еден газда ги исплаќаше своите работници. Некои работеа цел ден и им исплати цела надница. Други работеа неколку часа, но и ним им исплати по цела надница. Оние кои работеа цел ден му се пожалија. Газдата им рече: "Не сум неправеден кон вас. Имам право да правам што сакам со моите пари. Не бидете завидливи бидејќи сум јас дарежлив." Бог е како овој човек. Тој е дарежлив. Бог може да даде вечен живот на секој. Ние не го заработуваме вечниот живот преку тешка работа. Слика 86. Исцелението на слеп питач во Ерихон. Како што се приближуваше кон Ерусалим, Исус помина покрај градот Ерихон. Слеп просјак по име Вартимеј седеше покрај патот. Додека Исус поминуваше покрај него, тој викаше на цел глас: "Исусе, смилувај ми се!" Исус застана и му кажа на Вартимеј: "Бидејќи веруваш во мене, ќе те исцелам." Во истиот час Вартимеј прогледа. Слика 87. Исус и Захеј. Во Ерихон постоеше даночник по име Захеј. Беше низок по раст. Многу сакаше да го види Исус, но не можеше од толпата народ кој стоја пред него. Се искачи на дрво каде што поминуваше Исус. Исус го погледна и му рече: "Захеј, симни се, денес ќе бидам во твојот дом." Луѓето се чудеа и беа збунети. Знаеа дека Захеј беше лош човек, кој ги мамеше и крадеше луѓето. Захеј го прими Исус со голема радост. Одлучи да го промени својот живот и да се откаже од грешните патишта. Тогаш Исус објави: "Денес спасението дојде во овој дом, бидејќи јас дојдов да ги барам и спасам изгубените." Кога го примаш Исус во твојот живот, истовремено примаш спасение. Слика 88. Исус влегува во Ерусалим. Исус продолжи да патува кон Ерусалим. Надвор од градот учениците најдоа магаре за Исус да го јава. Некои луѓе, кога го видоа Исус јавајќи го магарето, помислија дека тој доаѓа да стане цар. Извикуваа велејќи: "Осана! Благословен е царот кој доаѓа во името Господово!" Многу луѓе му искажаа добре дојде на Исус на овај начин. Слика 89. Исус го чисти храмот. Кога влезе во Ерусалим, отиде во храмот.
виде дека некои луѓе не го почитуваа Божиот дом. Продаваа животни за жртвување, но истовремено ги мамеа луѓето. Им ги испреврти тезгите и ги избрка надвор од храмот. Исус им кажа: Мојот дом треба да биде дом за молитва за сите народи, а вие направивте разбойничка пештера од мојот дом. Религиозните луѓе се плашеа од Исус и одлучија да го убијат. Слика 90. Споредба за лошите лозари. Во храмот го поучуваше народот секојдневно. Им кажа споредба опишувајќи ги религиозните водачи. Еден човек посади лозје. Им го изнајми лозјето на некои земјоделци и потоа си замина. При гроздоберот ги испрати своите слуги да ја соберат наемнината за лозјето. Но лозарите ги истепаа слугите и ги пратија назад без наемнината. Господарот прати и други слуги да ја земат наемнината. Лозарите ги истепаа и овие слуги, дури и убија некои од нив. На крајот, господарот го испрати својот возлюбен син, но лозарите го убија и него. Што ќе превземе собственикот на лозјето? Ќе ги убие оние лозари и ќе го даде лозјето на други. Лошите религиозни водачи, секако лошите лозари, не го сакаат Бога. Одбиваа да ги послушаат Божите слуги пророците и одлучија да го убијат Божиот син Исус Христос. Слика 91. Плаќање данок на Цезарот. Еврејските религиозни водачи испратија луѓе да го искушуваат Исус. Сакаа да каже нешто погрешно против власта. Во тоа време кралот беше наречен Цезар. Испратените го прашаа Исус: Дали треба да се плаќа данок на Цезарот? Исус им одговори: Дајте го Цезаровото на Цезарот, а Божиото на Бога. Исус ги одговори сите нивни тешки прашања и не можеа да најдат ништо за да го обвинат. Слика 92. Доброволниот прилог на вдовицата. Седејќи во храмот, Исус ги наблюдуваше луѓето. Виде богати луѓе како оставаат многу пари во храмот. Дојде и една сиромашна вдовица. Таа даде само 2 мали парички. Исус ги повика своите ученици и им рече: Дали ја гледате она сиромашна жена? Таа стави повеќе во касата од сите други. Тие дадоа од вишокот, но таа даде се што имаше за Бога. Слика 93. Исус поучува за последните времиња. Храмот во Ерусалим беше многу убав. Учениците се воскитуваа на неговата убавина. Но Исус им кажа дека храмот ќе биде уништен. Им ги кажа и знаците на последните времиња. Ќе има војни, глад, земјотреси. Многу луѓе кои веруваат во Исус ќе бидат прогонувани и убивани. Уште еден знак на последните времиња е дека добрата вест за Божиото царство ќе биде проповедана низ цел свет. Тогаш ќе настапи крајот на светот. Слика 94. Споредба за 10 девици. Исус им кажа на своите ученици споредба за 10 млади девојки. Тие го очекуваа почетокот на свадбата. 5 од нив беа мудри, а 5 неразумни. Младоженецот пристигна во ноќта
Но 5 неразумни девојки немаа масло во светилниците. Отидоа да купат масло. Во меѓувреме, свадбата започнаа. Кога се вратија, почнаа да викаат: "Отворете ни!" Некој однатре им одговори: "Не ве познавам!" Така, не можеа да учествуваат во свадбата. Оваа споредба има посебно значење. Исус ќе се врати во последните денови. Ќе дојде ненадејно. Некои луѓе ќе бидат спремни и ќе влезат во Божјото царство со него. Но другите кои се неспремни ќе останат надвор за вечност. Исус порачува: "Затоа бидете будни, оти не го знаете времето на моето враќање." Слика 95. Споредба за талантите. Исус кажа споредба за богат човек кој замина на патување. Ги повика слугите и им даде пари да работат со нив. Двајца слуги работеа со парите и заработија уште пари за господарот. Но третиот не работеше со парите. Ископа дупка и ги сокри парите. Кога се врати господарот, им кажа на трудолюбивите слуги: "Добро постапивте, вие сте добри слуги." Им даде пријатна награда. Но не беше задоволен со мрзливиот слуга и го исфрли од својот дом. Бог ни дал на сите способности. Мора да ги користиме за него и да бидеме подготвени за неговото враќање. Слика 96. Споредба за овците и козите. Исус сака да сме подготвени за неговото враќање. Во оној ден тој ќе се појави во прекрасна слава со сите ангели од небото. Ќе им суди на сите луѓе. Ќе постапи како пастир кој ги разделува овците од козите. Ќе ги одвои луѓето кои вршат добри дела од оние кои вршат зли дела. Оние кои му веруваат и му се послушни, ќе примат бесконечен живот во Божјото царство. Другите ќе заминат во бескрајно страдање и казна. Слика 97. Исус помазан во Бетанија. Исус замина од Ерусалим и тргна за Бетанија. По плането отиде на една прослава. Дали се сеќаваш на Лазар кого Исус го оживе од мртвите? Неговата сестра Марија донесе сад со многу скап мирис. Го излеа на Исус. Јуда Искариот беше таму. Кога го виде тоа, се налути и рече: "Зошто го упропасти тој скапоцен мирис?" Но Исус му одговори: "Оставете ја на мир. Овој скапоцен мирис е посветен на мојата смрт." Исус знаеше дека религиозните водачи планираат да го убијат наскоро. Слика 98. Јуда Искариотски го предава Исус. По овој настан, Јуда отиде кај еврејските свештеници. Го изневери и предаде Исус. Им понуди да ги одведе кај Исус за да го заробат. За возврат прими 30 сребреници. Но Исус знаеше што направи Јуда. Слика 99. Исус ги мие нозете на учениците. Учениците најдоа слободна таванска соба во Ерусалим. Таму подготвија се за прослава на празникот Пасха. Во текот на вечерата се појави несогласување меѓу нив. Не се согласуваа кој е повлијателен. Исус стана, зеде вода и крпа. Им ги изми нозете на своите ученици. Потоа им рече: "Јас сум вашиот Господ и Господар. А ви ги измив нозете. И вие треба да си ги миете нозете еден на друг." На тој начин ги поучуваше кој е најголем во Божјото царство.
Тоа е оној човек кој е подготвен да им служи на другите. Слика 100. Поуката за време на последната вечера. Долго време пред Исус да живее во Израел, евреите беа робови. За време на Паската, евреите се подсетија како Бог ги избави од робството. На своите ученици Исус им даде уште нешто за да се сеќаваат. Давајќи им го лебот, рече: "Ова е моето тело." Им ја подаде и чашата со вино и им кажа: "Ова е мојата крв. Ви ги подарувам за прошка на вашите гревови. Правете вака за да се сеќавате на мене." Тој вид на вечера им го предаде Исус на учениците за да се сеќаваат на него по неговата смрт. Им објасни зошто мораше да умре. Неговата смрт беше жртва за гревовите на сите луѓе. Исус умре за да не ослободи од робството на гревот и смртта. Слика 101. Поука за вистинската лоза. Во текот на таа пасхална прослава, Исус ги поучи учениците многу работи. Тој им кажа: "Јас сум лозата, а вие сте прачките. Секој кој ќе остане во мене, ќе даде многу плод." Со ова покажа дека Бог е како лозар. Исус е Божјата лоза. Неговите ученици се лозовите прачки. Ако примаат сила од Исус секојдневно, тие ќе раѓаат многу плод. Плодот на Божјата лоза е љубов кон Бог и еден кон друг. Погледнија сликата. Некои луѓе кои нема да имаат плод, Бог ќе ги одсечи од лозата Христос. Ќе бидат изфрлени и изгорени како некорисни прачки. Слика 102. Исус се моли во Гетсеманија. Исус знаеше дека се приближи времето за да умре. Се молеше за своите ученици. Го молеше Бог да бидат силни во тешките времиња. Исус и 11 ученици отидоа во Гетсеманската градина. Беше касно во ноќта. Им кажа на тројце ученици да бдеат и да се молат. На сликата можеш да видиш Исус се моли сам. Поминуваше низ голема борба во себе. Знаеше дека мора да страда и умре. Бараше сила од Бога да ја исполни Божјата воља. Но додека Исус се молеше, учениците спиеја. Слика 103. Исус е заробен. Јуда Искариотски пристигна во Гетсеманија. Со себе доведе група на луѓе, предводени од религиозни водачи. Тие беа стражари во храмот и беа наоружани со копја и сабји. Претходно им кажа: "Оној кого ќе го бакнам, тој е Исус кого сакате да го заробите." Јуда го поздрави Исус и го бакна. Храмските чувари го опколија Исус и го заробија. Христовите ученици беа преплашени, го напуштија Исус и побегнаа. Слика 104. Исус испитуван пред првосвештеникот. Чуварите го врза Исус и го доведоа пред еврејските водачи. Водачите и свештениците го испитуваа. Доведоа луѓе да кажат лаги за Исус, но изјавите на сведоците не се согласуваа. Тогаш првосвештеникот го праша Исуса: "Дали си ти Христос, Божиот помазаник и Синот Божи?" Исус одговори: "Јас сум." Го тепаа и одлучија да умре, бидејќи изјави дека е Син Божи. Слика 105. Петар се одрекува од Исус. Додека го носеа Исус,
Петар ги следеше. Влезе во дворот на првосвештеникот. Сакаше да види што ќе се случи со Исус. Една слугинка му рече: "Ти беше со Исус!" Но Петар негираше, се плашеше. 3 пати таа ноќ тој се откажа од Исус и тогаш запеа петел. Петар се сети што му каже Исус за време на паската. Пред петел да запее 2 пати, ти ќе се откажеш од мене 3 пати. На Петар му стана жал што се откаже од Исус. И излезе надвор и горко плачеше. Слика 106. Исус испитуван пред Пилат. Свештениците одлучија Исус да умри, но немаа дозвола да погубуваат. Го испратија Исус кај римскиот управител. Неговото име беше Пилат. Тој имаше власт да ги осуди луѓето на смрт. Свештениците сакаа Пилат да го осуди Исус, но Пилат им одговори: "Не најдов никаква причина за смрт кај овој човек." Војниците го тепаа Исус. Му ставија и круна од трње, поигрувајќи се со него. Му се смееа нарекувајќи го цар на евреите. Пилат сакаше да го ослободи Исус, но народот викаше: "Распни го! Распни го!" Пилат се исплаши да не се појави бунт, па направи како што бараше народот. Го осуди Исус на смрт. Слика 107. Исус на пат до крстот. Војниците го одведоа Исус за да го убијат. Го примораа да носи голем дрвен крст. Можеш да го видиш тоа на сликата. Жените од Ерусалим плачеа за Исус. Војниците го одведоа Исус на место надвор од градот. Местото беше наречено Голгота или во превод значи черепница. Слика 108. Распнувањето Исусово. Војниците го соблекоа Исус, го заковаа на крст и го оставија да умре. Имаше 20 злосторници раснати лево и десно од Исуса. Голем мрак ја прекри земјата во период од 3 часа. По 6 часа на крстот Исус извика со силен глас: "Свршено е!" Го предаде духот на Бог и умре. Римскиот капетан, кој го гледаше сето тоа, се чудеше и рече: "Овој човек е навистина Син Божи." Слика 109. Исусовото погребение. Јосиф од Ариматеја беше Исусов ученик и беше многу богат. Си имаше подготвено нов гроб во близината на Голгота. Никодим и Јосиф го симнаа телото Исусово од крстот. Го положија телото во новиот гроб. Ставија огромен камен на влезот. А Пилат испрати војници да го чуваат гробот, бидејќи не сакаше да биде украдено Исусовото тело. Слика 110. Жените при Исусовиот гроб. На 3-тиот ден по Исусовата смрт нешто неверојатно се случи. Ангел се појави кај Исусовиот гроб. Силно се затресе целата земја. Ангелот го тргна огромниот камен од влезот во гробот и седна на него. Војниците беа преплашени така што лежеа безпомошно како мртви. 2 жени, кои беа Исусови следбенички, отидоа до гробот. Ангелот им рече на жените: "Не плашете се, Исус не е тука. Одете и кажете им на неговите следбеници дека Исус воскресна." Слика 111. Петар и Јован пред празниот гроб. Жените отрчаа
и им кажаа се на следбениците Христови. Но никој не им веруваше. Петар и Јован истрчаа надвор, одејќи према гробот. Видоа дека Исусовото тело не беше таму. Погребната облека беше се уште во гробот, но не и телото. Никој ја немаше допрено погребната облека. Јован свати и поверува дека Исус не е мртов, дека се вратил од мртвите. Слика 112. Исус и се јавува на Марија Магдалена. Марија Магдалена остана крај гробот и плачеше. Погледна кон гробот и виде два ангела. Тие ја прашаа: "Зошто плачеш?" Во истиот миг се појави и Исус. Марија не знаеше дека е тоа Исус. Помисли дека е градинерот кој може би го зел Исусовото тело. Му се обрати: "Те молам, кажи ми, кај го остави неговото тело?" Тогаш Исус и рече: "Марија." Го препозна неговиот глас. Знаеше дека е тоа Исус. Слика 113. Исус на патот за Емаус. Истиот ден, двајца следбеници тргнаа од Ерусалим за Емаус. Беа многу тажни, разговараа за смртта Исусова. Одненадеж им се придружи Исус. Тој чекореше со нив, но тие не знаеја кој беше тој. Разговараше со нив и им објасни зошто Христос, Божиот помазаник, мораше да умре. Во истиот момент сватија дека странец всушност беше Исус. Потоа Исус исчезна. Слика 114. Исус се појавува пред следбениците. Двајцата следбеници трчајќи се вратија во Ерусалим. Споделија со останатите следбеници: "Го видовме Исус!" Додека разговараа за тоа, Исус се појави пред сите нив. Зачудени и преплашени гледаа во него. Исус им кажа: "Имајте мир." Им ги покажа раните од клинците на рацете и нозете. Со сигурност знаеа дека тој човек беше Исус и дека е повторно жив. Слика 115. Исус му се јавува и на Тома. Тома не беше присутен кога им се објави Исус на следбениците. Му кажуваа дека Исус е жив, но не им веруваше. По една седмица Тома беше заедно со сите следбеници. Сите врати беа затворени, оти се плашеа евреите да не им напакостат. Повторно се појави Исус. Од тој момент и Тома поверува. Клекна пред Исус и му рече: "Мој Господ и мој Бог." Слика 116. Исус се појавува во Галилеја. Некои следбеници се вратија во Галилеја. Една ноќ отидоа во риболов. Но не уловија ништо. На изграј сонце здогледаа човек на брегот. Човекот им рече: "Фрлете ја мрежата од десната страна на коработ и ќе уловите риби." Направија како што им кажа и уловија многу риби. Разбра дека човекот на брегот беше Исус. Ги донесоа рибите до брегот, а разговараја и повторно јадеа со Исус. И тој им кажа што треба да прават понатаму. Слика 117. Исус ги испраќа следбениците. На 11 апостоли им се јави Исус во друга прилика. Им објави: "Бог ми ја даде сета власт на небо и на земја. Мора да одете и да направите мои следбеници од сите народи. Крштевајте ги
во вода во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Учете ги да ми бидат послушни. Јас сум со вас до крајот на векот. Слика 118. Исус се вознесува на небо. Исус беше на планина надвор од Ерусалим. Следбениците го видоа како се издигнува кон облаците. Два ангела се појавија и им рекоа на учениците: Исус ќе се врати на истиот начин на кој се вознесе пред вашите очи. Следбениците се вратија во Ерусалим и чекаа 10 денови. Се плашеа од револтот на евреите, но на крајот на 10 денови Бог им го испрати Светиот Дух. Повеќе не беа исплашени. Излегоа надвор и почнаа да кажуваат на секој човек за Исус. Многу луѓе поверува, па беа крстени. Така започна христијанската црква. Слика 119. Исус седи од десната страна на Бог. Следбениците го видоа Исус како се вознесува на небо. Тој е жив и пребива на небо. Библијата ни објавува дека седи од десната страна на Бог. Исус ги слуша молитвите на сите кои веруваат во Него. Разговара со Бог за нас. Неговиот Свети Дух не води и ни помага. Еден ден нашите тела ќе умрат, но ние ќе воскреснеме како што воскресна Исус од смртта. Ќе отидеме при Бога на небо. Но оние кои не веруваат во Исус ќе бидат за секогаш одвоени од Бог. Библијата го нарекува тоа место на одвојување пекол. Зарем не посакуваш да дојдеш при Исус сега? Моли се да ти ги прости гревовите. Побарај да те исполни со Светиот Дух. Не ги извршувај повеќе лошите работи во твојот живот. Светиот Дух сака да ти даде нов живот. Тој живот е вечен живот, исполнет со радост и мир во присуството Божјо. Слика 120. Исус ќе се врати. Еден ден Исус ќе се врати на земјата. Ќе дојде на облаците, ќе владее со мир над оние кои веруваат во Него. Исус не е само човек или пророк. Тој е Син Божи. Ни објавува каков е Бог. Исус постоеше од пред почетокот, живее денес и ќе живее за секогаш. Кога ќе се врати Исус на земјата, сатаната, смртта и злото ќе бидат поразени за цела вечност. Затоа, да го љубиме, да го славиме, да му служиме и да му бидеме послушни на Господ Исус Христос. Тој е жив Спасител и Господ. Заклучок. Пријатели, Исус Христос не љуби и сака да ни даде вечен живот. Ја плати казната за нашите гревови. Но ние мора да веруваме во Него, да го замолиме да ни ги прости гревовите. И ти можеш да му се обратиш на Бог преку молитва. Тој ќе те слушне. Моли се на следниот начин. Господе, јас сум грешен. Ми требаш за да ми го простиш гревот. Ти благодарам што умре како жртва за мојот грев. Ти благодарам што воскресна од мртвите, за јас да живеам во слобода. Испрати го Твојот Свет Дух во мојот живот. Помогни ми да те ценам и да ти давам слава. Ти си единствениот вистински Бог, Господ Исус Христос. Бог ќе им го даде Светиот Дух на оние кои го бараат. Така една личност станува Христов следбеник.
Христијаните треба да бидат крстени во вода, за да покажат дека го следат Исус. Мора да прекинат со грешниот живот и да научат да го следат Божиот пат. Божиот пат е патот на живиот Христос. Само Христос носи радост и мир од Бог и може да не однесе при Бог на небо.